Започна реновирањето на Центарот за вработување во Виница. Објектот е еден од 40 центри во државата кои ќе добијат нов лик во склоп на проектот кој се реализира преку ИПА програмата. Особено е значајно што ќе се подобрат условите за работа и условите за прием на странките. Се работи за објекти кои што се стари повеќе од 40 години. Се работи за еден проект кој што е надвор од програмата на владата на Република Македонија, меѓутоа за кој што успеавме да изнајдеме средства. Со самото реновирање ќе добиеме прекрасен простор кој што ќе послужи и на граѓаните и на вработените, бидејќи се работи за нови простори, реновирани, пред се освежени и нормално направени во стилот на европските центри за вработување, каде што сите услуги се добиваат на едно место без одење од врата на врата. Освен Виничкиот, ќе се реновираат уште 12 центри за вработување, како и 20 центри за социјални работи и дневни центри. За сите нив Европската унија ќе финансира 20 милиони евра. Крајната цел на проектот е да понуди подобри услови на граѓаните кои имаат потреба од вакви центри за социјална работа. Ова е само дел од поддршката која Европската унија досега ја донираше за социјална инклузија. Во Виница, освен Центарот за вработување, ќе се реновира и дел од Центарот за лица со попреченост. Таму е предвидена санација на полот, плафонот, како и дел од инсталацијата во една од занималните, како и обнова на ходниците и тоалетите. Освен условите за работа во објектите за социјални работи, во Виница се подобрува и состојбата со невработеноста. Имено во моментов во општината работа активна бараат 710 лица, а списокот се намалил благодарение на проектот Македонија вработува. Од јануар до денес се вработени околу 68 со ослободување од придонеси, што млади до 29 и дел од другите групи, другите старосни групи. Исто така имаме само вработување, каде се потпишани веќе 10 договори, потоа имаме субвенционирано вработување. Инаку, освен во Виница, ќе се реновираат и центрите за вработување во Кочани и Делчево, а во Штип во завршна фаза е реконструкцијата на Центарот за социјални работи.